А сега сакам да ја поздравам понеделнички нашата Ивана, која што, како што гледам, се наоѓа тука некаде пред соборниот храм. Ако јас добро можам да забележам, Иванче, добро утро. Среќен понеделник, нека е солесно на сите оние кои што не следат и кои што ги практикуваат 7-неделните великденски пости. Верувам дека имаш многу повеќе што да ни кажеш на оваа тема. Да, така е, Сузе. Добро и утро и на тебе и на сите гледачи на Добро утро секое утро. Ве поздравуваме од пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје и да, од денеска почнуваат великденските пости кои што се најдолги и најстроги пости. Почнуваат на прочка, завршуваат на Великден. Великденскиот пост трае 7 седмици или поточно 48 дена. За значењето на великденскиот пост ова утро ќе повеќе детали ќе дознаеме од отец Антонио. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро, убаво утро и нека е солесно постот на сите верници. Нека е солесен на постот на сите оние кои што имаат можност и волја нели да го практикуваат великденскиот пост. Отец Антонио, кое е значењето на постот? Значењето на постот е навистина големо за нас православните христијани, затоа што со постот ние духовно и телесно се очистуваме. Заповед за постење имаме уште од првите луѓе. Знаеме дека во рајската градина Адам и Ева кога живееле, Бог им дал заповед да не вкусуваат од дрвото за познавање на доброто и злото. И тоа всушност било еден начин на послушание и на воздржание. И тоа го сметаме ние како прв пост кај луѓето, затоа што постот всушност тоа представува послушност и воздржание. Се воздржуваме од храна мрсна, се воздржуваме од наши лоши дела, лоши мисли, постапки и така натаму. И на тој начин, земајќи пример од таму, ние знаеме дека имаме сведоштва низ целиот и Стари Нов Завет, односно од сите книги во Библијата и од самиот Господ Исус Христос за постење. Пред да се случи некое поголемо дело, морало да се пости. Господ Исус Христос, кога се крстил во реката Јордан, пред да ја започне својата проповед, заминал во пустината за да пости 40 дена и 40 ноќи и токму на тој начин ни дал примери како ние да постиме. И поради тоа сведоштво, бидејќи тој 40 дена постел, ние ја земаме таа света 40-ница како еден вид на период во кој што ние се воздржуваме од различна храна, дела и така натаму. Затоа и во Великденскиот пост имаме црквата востановила 40 дена, тоест ние ја нарекуваме света 40-ница, иако ако земеме да ги израчунаме како што кажавте вие 48 дена се вкупно, тоа е така затоа што Великденскиот пост е 6 седмици на кои што им се придодава и последната страстната седмица која што ги означува последните денови од животот на Господ Исус Христос овде на земјата, односно неговото предавство, страдањата, раснувањето на крстот, воскресението и така натаму. Постот е значен затоа што ние, како што спомнав и премалку, се очистуваме. Во една прилика Господ Исус Христос на апостолите им вели, кога посочува борбата против демоните или против лукавиот, вели овој род се истерува само со пост и молитва. И тоа е така затоа што на некој начин постот и молитвата се одат паралелно секогаш. Ние во овој период на постот ги имаме засилени богослужби во храмот, односно секојдневно се служи наутро и навечер, служби кои што се соодветни со периодот на покаяние и на пост. Ние во периодот на постот се очистуваме, се каеме за нашите гревови, но мора да нагласиме дека не е само телесно, туку и духовно очистување, така што мора да се внимаваме на нашите дела и така натаму. И кога ќе земеме се во глобала, кога ќе си размислиме, всушност гледаме дека навистина има големо значење постот во нашиот живот, затоа што ако не постиме, не можеме да ги дочекаме достоинствено нашите најголеми празници кои што ни доаѓаат. Еве во овој пост нели се подготвуваме за Пасхата или за Воскресението Христово и тоа е нашиот најголем и најсветол празник и како најдостојно ќе си го дочекаме ако претходно не испостиме и со пост и молитва да направиме еден подвиг, да се очистиме со цел да можеме после да го дочекаме торжествено или свечено нашиот најголем празник. Да, отец Антонио, она што многу мина ги интересира верниците и сите оние кои што постанет е за начинот на постење и исхраната во постот. Да, токму така, исхраната е важна затоа што нели мораме да знаеме како е правилото на црквата, што пропишала црквата. Овој пост е, како што спомнавте, најтежок и најдолг, затоа што навистина од понеделник до петок се пости без масло или без зејтин. Само во сабота и недела се конзумира зејтин, додека пак риба се јаде само 2 пати. Тоа е на празниците Благовештение и Цветници.
Навистина е тежок постот, меѓутоа затоа ние во црквата секогаш апелираме да се разговара со свештеник и да се добие благослов пред да се започне со овој подвиг, односно пред да се започне со постот. Доколку некој чувствува дека нема сили, дека има тешка физичка работа, болен е или бремени жени, жени што дојат и така натаму, значи категории на луѓе кои што не можат да го издржат целосно овој пост затоа што е навистина тешко и исцрпувачки, тогаш треба да се обратат кај свештено лице за благослов со цел да се разреши постот или да се олесни, да се конзумира масло или пак дури ако е во крајни случај потребно и млечни продукти, меѓутоа во никој случај во пост не се дозволува месо. Тоа е строго забрането за било кој пост, меѓутоа може да се направат некои отстапки ете олеснувања доколку човекот чувствува потреба. Но пак тука ќе го нагласам и духовниот аспект на постот, значи ние да не се сконцентрираме само на храната, да не испадне тоа дека е некоја диета за нашето тело. Значи постот не е диета, постот е средство за спасение на душата. Постот е нешто многу повозвишено од диетата. Така што едноставно треба паралелно со нашата исхрана да биде и нашата духовна состојба, во смисла одењето во храмот, посетувањето на богослужбите, причествувањето со светите тело и крв Христови и така натаму. Значи едноставно она што ќе го правам телесно со храната, да го правам и со душата, односно да внимавам на моите дела и постапки, да внимавам како се однесувам со најблиските, да внимавам какви се моите дела секојдневно. Ако правам јас гревови постојано, џабе ми е храната што ја внесувам во организмот, нели, и да биде тоа и најстрог пост, тогаш се ќе биде залудно. Така што да внимаваме не само на нашата исхрана, туку и на нашите дела. Да, и тоа како е значаен, нели, благослужбениот живот, нели, во постот, но секако и во целото живење. Ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и солесно нека се постите. Нека не се солесно постите, им посакувам убави благогодни пости на сите наши православни верници. Да, сузе ќе ве поздравиме од овде, од пред соборниот храм Свети Климент Охридски. Доколку немате некои прашања за отец Антонио, ќе им посакаме лесни пости на сите оние кои што ги почнуваат од денеска, великденските пости, кои што нели завршуваат на Великден и траат 48 денов. Така е, многу долги пости. Ви благодарам многу и поздрав до отец Антонио. Ивана, ова беше една силна, една огромна поддршка за сите големи верници, за сите православни христијани кои што од денеска го започнуваат да го одат тој долг 48 дневен пат.